речев дека ќе ме отепа ако пријавам во полиција. Ова е дел од потресната исповед на мајката на 16-годишното девојче од Кичевско Лисичани, кој е забремени од својот татко. Сега малолетната трудница е под постојан стручен надзор во домот за доенчиња во Битола. Таму ќе биде згрижено и бебето откако ќе се роди. Таткото, кој во повеќе наврати ја силувал својата родена ќерка, е сместен во затворениот оддел во душевната болница во Демирхисар, каде што го очекува стартот на кривичниот процес. Ова е просторијата во домот за доенчиња во Битола, во кој е сместено 16-годишното девојче од Кичевско Лисичани, бремена во 8 месец по силувањата од нејзиниот татко. Девојчето е во добра здравствена состојба, добро се чувствува, постојано е под надзор на стручниот тим во установата. Истовремено се остварени контакти со надворешните институции, значи со клиничката болница, каде што за месец дена ќе треба да се породи. Стручните тимови допрва ќе се справуваат со овој горлив проблем, а несудената мајка неколку месеци по породувањето повторно ќе биде вратена во специјалното училиште во Ново село. Виновникот за ова родосквернавање, таткото Бајрам Велиовски, кој е пациент во душевната болница во Демирхисар, сега таму е ставен под засилен надзор. Тука е сместен таткото силовач од Кичевско Лисичани. Допрва посебна истражна постапка треба да утврди под кои околности се случило овој инцест, што ја потресе македонската јавност. Тој засега молчи за изживувањето врз своето дете. Ние како стручен тим се уште немаме разговарано за случајот со него, затоа што сме во очекување на званична истражна постапка. Кога ќе започне специфичната истражна постапка со Бајрам Велиовски се уште не се знае, но во Лисичани владее шок. Одни ми се посрамоти селото, апсолутно неќе да живеат оние што се нормални луѓе. Ја посетивме и мајката Ане, која зачмаена и скршена во болка и сиромаштија се грижи за најмладото 7-годишно синче. Од 4 деца, најстарата ќерка и заврши во Битолскиот дом, другите 2 деца се сместени во Ново село, а сега таму ќе го одведат и сугарето, сите поради специјални потреби, а таа ќе остане сама. Спеси знаев јама, не може да убие закон да уда. Затвор. Јас спесив на една лице место си ја најдам, гол беше. Лани од овде беше, овде спиеше. Од овде мене ми избега, момичето овде спиеше. Те од таму избега овде. Се налута мене ми вели, ја сум болен, не ми збори. Море нешто бараш кај момичето да уш. Море не оди кај момичето, че преш не го били. Трошното куќаре во кое се јаде и спие на подот, само ја заокружува страшната и грозна слика на се она што тука се случувало.